Карев, извини, толку не бива оваа наша генерација. Уште еден пример како не знаеме да се грижиме за своето. На 26 април 1905 година четата на Никола Карев, движејќи се од Бугарија кон Крушево, преноќила во селото Рајчани, кој се наоѓа на околу 2 километри од местото каде што се наоѓам сега. Било предадено и започнала борба со турската војска. Следниот ден, на 27 на ова место, во местноста Свиланово, бил тој убиен. По тој повод, пред околу 10 години, државата Македонија реши на ова место, каде што убиен еден од нашите најголеми револуционери Никола Карев, да изгради еден спомен парк, кој што ние, како држава, ќе може да одадеме почит на нашиот револуционер на местото каде што тој е убиен. Сакам да ви покажам како денеска, во 2025 година, изгледа тоа место и овој комплекс за нашиот револуционер. Ова претпоставувам е паркингот. Сега може да видите дека е целиот комплетно обраснат со трева, изгледа тотално запуштено. Оваа комплетно уништена и изљупена табла практично е објаснување за целиот комплекс тука. Меморијален центар Никола Карев, село Рајчани. Еве како изгледаше пред 10 години, многу убав уреден простор. Еве го денеска. И ова е во слободна и суверена Македонија, значи ова е производ на нашата незаинтересираност да се грижиме за своето. На ова место згаснал животот на првиот претседател на Крушевската република, со кое што ние се гордееме. Еве како изгледа меморијалниот парк во таа чест на овој човек. Нема ништо многу да се коментира, сликите најубаво говорат. Нашата денешна генерација е школски пример за тоа како не се почитува своето. Еве ви полне со измет. Плочникот е целосно обраснат. Канти со ѓубре. Клупите уништени. Знамето со сонцето од кутлеш, гледате дека е целосно уништено и избледено. Целиот комплекс е во една трагична состојба. Комплетно запуштен. Погледнете. И оваа негрижа за своето се случува во период кога нашиот македонски идентитет, историја, па и народните херои и револуционерите се под напад на други држави. Еве го местото каде што тој загинал. Еве околината. Ова претпоставувам било замислено како мал амфитеатар каде што учениците од Македонија ќе дојдат со своите учители или професори, било што, ќе учат за Никола Карев, за местото каде што тој бил предаден и убиен, да научиме нешто од историјата, навистина убаво замислено. Меѓутоа, видете во што е претворено. Ова е срамота за сите нас. И не сакам да звучам провокативно или некого да навредам, меѓутоа, ајде малце се запрашаме како ќе изгледаше овој меморијален парк доколку се наоѓаше, да речеме, во Бугарија. Сакам да кажам дека никогаш не е доволно само да зборуваме за нашата, колку ние се грижиме, колку ги сакаме нашите и народни херои и револуционери, туку колку навистина се грижиме за нив. Овој парк најдобро символизира дека ние целосно сме незаинтересирани за нашето. Овој патерн на негрижа на нашето го гледаме практично на сите места во државата, можеме да го видиме ако сакате околу библиотеките, околу универзитетите, околу зградата на собранието. Практично еден систем на незаинтересираност за нашето се принесува на сите полиња. Така и тука. Во комплексот има еден мал летниковец, напрен, претпоставам, за луѓето да уживаат во него, со клупи околу и видите. Наоколу како изгледа. Целосно е запуштено. Јас сум прв пат тука, искрено да ви кажам, и природата е преубава и само тоа е дополнително ми прави да ми биде жал дека оваа прекрасна земја која што толку многу дала и толку многу наши предци се бореле за оваа земја и елементарна почит да не можеме да покажеме, тоа значи дека нешто длабоко не е во ред со нас и мислам дека треба да си признаеме дека мораме нешто да менуваме за работите да тргнат напред. Тоа што цело време го зборувам, дека мораме да научиме сами да се почитуваме, за да може било кој друг да не почитува. Ова што го гледаме тука е еден типичен пример за непочит кон своето. Тој што е одговорен, нека се замисли. Искрено сум песимист дека некој многу ќе се засекира за ова. Карев, извини, толку не бива оваа наша генерација.
Се помалку или повеќе вакви места што се важни за историјата на државата има во повеќе места, во повеќе градови. Многу е лоша ситуацијата и со Македониумот во Крушево, кој што е, знаете каква лоша состојба се најавува дека ќе се реновира. Меѓутоа мислам за нешто реално да се промени, дека ќе треба да се ангажираме сите. Токму ми заради тоа мислам негде по новогодишните празници да организирам една, да речеме, користејќи ги дигиталните алатки, нешто што ќе наликува на подкаст, меѓутоа нема да биде подкаст, меѓутоа ќе биде платформа кај што ќе бидете сите вие вклучени со сите проблеми кои што ги имаат на општините. Многу од вас ми праќаат многу фотографии од депонии, треба Александар вамо да снимаш, тамо да снимаш. Меѓутоа многу е важно на таа платформа сите оние места кои што мислите дека треба да се реновираат, поправат, што имате проблеми, да ги пуштаме тамо и на тој начин заедно да направиме притисок за решавање на нашите проблеми. И уште еднаш ќе кажам, тоа е со цел нашата држава да ја направиме елементарно пристојно место за живење. Колку ќе успееме, ќе видиме.